Почитувани гледачи, добро вечер. Почнува отворената програма на Македонската телевизија. Прво соочување со јавноста на председателот на владата на Република Македонија, Зоран Заев, по неговиот избор. Благодарам што прифативте поканата и добро дојдовте во Македонската телевизија. Добро ве најдов, благодарам и на вас и на сите новинари кои што ќе учествуваат вечерва во дебатата. Во студиото на Македонската телевизија поканив главни одговорни уредници од уште 9 медиуми. Се одзваа од ОСУ. Добро вечер за колегите Снежана Лупевска, Созен, Телма, Маја Дамјановска, Канал 5, Коле Чашуле, Алфа, Еден Растодер, ТВ21, Слави Царсова, Сител, Билјана Василева Трндафилова, ТВ Нова, Мишко Иванов, 24 Вести и Бењамин Арифи Шења. Ви благодарам и вам што сте дел од отворената програма на јавниот сервис. Единствен медиум кој не се одзва на поканата е Алсатма телевизија, нема објаснување зошто не испратија свој представник. Во следните неколку часа јас и моите колеги присутни овде во студиото 2 на Македонската телевизија ќе побараме одговори за идното функционирање на новата влада, поврзани со прашања од внатрешната, надворешната политика и од економијата. Ќе се дозволам јас како домаќин да ја отворам оваа дебата, па потоа ќе им дадам збор на моите колеги. Господине Заев, еве за вовет, дали со формирањето на новата влада и почетокот на незината работа заврши политичката криза во Република Македонија? Чувствителна тема која што секако со самата дистанца на свое траење, колку што траеше, не смееме веднаш да пресечеме да кажеме дека е завршена. Јас се надевам дека е завршена, заради тоа што сите се појавивме во парламентот, ги зазедовме своите позиции, генерално испративме позитивни пораки, оптимистички, охрабрувачки и ние, и новата опозиција. Изразив потреба за соработка и потреба за инклузивен процес за тоа што предстои пред Македонија. И јас се надевам дека тоа е најавата за крај на политичката криза. Како ќе се придвижат процесите, верувам дека само тоа ќе се потврдува, заради тоа што на сите во Република Македонија име преку глава од кризи, сака да видат резултати, сака да почувствуваат нешто позначајно за себе, за своите семејства, да го видат општеството како тера напред и верувам дека тоа е заеднички интерес на сите политички партиципенти, но најповеќе од се на сите граѓани во Македонија. Благодарам за овој воведен одговор. Лупевска, повели. Благодарам, со оглед на тоа што сум прва од моите колеги. Морам да бидам и дневно актуелна и да се надоврзам на вашите активности. Со надежда дека ќе дадете и ексклузивен одговор за тоа што сме повеќе новинари присутни заради јавноста. Кој ќе биде следниот јавен обвинител? Знам дека во Тетово кажавте дека ќе се бира од експертската јавност. Меѓутоа, она што е забелешка, тој што ќе биде експерт мора да биде и има положение. Жали микрофонот само, прости. Извинете. Значи, кој ќе биде следниот јавен обвинител? Кажавте пред малку во Тетово дека би бил експерт, меѓутоа тој мора да има завршено и правосуден испит. Така што денеска се обидовме со неколку професори да поразговараме дали се тие кандидати, меѓутоа тоа се само шпекулации. Може ли да ни кажете поконкретно кој е изборот за јавен обвинител, бидејќи тоа место е многу важно? Еве вака размислувањата кои што ги имам јас како председател на владата, а со мене и целата влада, е како да дојдеме до постапка и процедура да мотивираме независни луѓе, вклучително и од делот на обвинителската фела, професорската фела, адвокатската фела и секој оној што би бил заинтересиран, кој што нема никаква поврзаност со политички партии, политика или слично, а при тоа имал своји гласни ставови за одредени прашања, без разлика за што, оставил впечаток пред вас, новинарите, пред граѓаните на Република Македонија и е подготвен да се фати во костец со оваа толку значајна функција во Република Македонија. Процесот на одлучување почнува во моментот кога завршува функцијата на Марко Зврлевски. Јас повикав со конечна цел да го скратиме целиот овој процес. Негово легитимно право е дали ќе поднесе оставка или не. Ние денеска отпочнавме процедурата. Отпочнатата процедура не значи дека тој и во наредните денови не може да поднесе оставка. Зошто вака зборам отворено? Заради тоа што правото на предлог е на владата, правото на избор е на парламентот, измеѓу е правото на Советот на јавните обвинители. Ако порано почнеме со реформите, верувам дека побрзо ќе стигнеме до целта. Но она што сакам да го испратам како порака, да ги мотивирам сите независни луѓе,
кои што се подготвени да се фатат во костец оваа функција, со историска улога, да придонесат кон враќање на правната држава, каде што воопшто ќе нема мешање на политичарите и политиката, а ќе бидат доволно мотивирани и охрабрени и јавно дори да се номинираат дека се кандидати. Па нека јавноста се произнесе за нив, отвара можност за се целата фела. Не ги знам јас дури ни точно критериумите, што значи да се биде јавен обвинител, ова што го кажувате 5 години да се има искуство, правосуден испит или слично. Веројатно она што некој ми има кажано дека постои субституција на професорската фела заради тоа што тие можат да ги надокнадат дел од условите, правното толкување ќе го кажат пратениците, но да се фокусираме на квалитетот на личноста, која што ќе биде оценета како опа, ова е вредно. Дај да му дадеме шанса. Јас толку очекувам, не очекувам ни повеќе ни помалку. Она што никако не го очекувам е дека луѓето ќе кажат се е исто. Еве и оваа власт повторно предлага некои партиски решени. Верувам дека ако овде ја погодиме работата, ние како предлагачи, Советот на обвинители, парламентот, дебатата што ќе се отвори во јавноста, имаме одлични шанси на почеток кон правосудските реформи. Многу со подпрашање, значи ли дека нивните CV-а и кандидатури треба вам да ви ги испратат во СДСМ? Не. Мислам дека треба повеќе вам да ви ги испратат, кои што ги коментирате и ги исправувате пред јавноста, нивниот карактер, личност, бекграунд, не знам, потекло, минат труд, сето тоа што е важно, за да им гарантира на граѓаните дека има надеж овде да тргне работата. Не ми требат, сакам да ја следам дебатата. Владата е подготвена да се целосно растерети од сите идни функции во правосудството, обвинителството или судството. На ваква подготвеност треба само да ја следиме јавната дебата. Арсова повеле. Господин Азаев, една од првите чекори, всушност прв чекор на вашата нова влада беше укинувањето на екстерното тестирање. Неверојатно овој ваш потек доби поддршка во голем дел од јавноста. Но сега се најавува и стопирање и преиспитување на имплементацијата на Кембридж програмата. Колку сте решени на вистина на еден ваков чекор? Укинување на програма која што е веќе спроведена во 160 земји во светот. Вака, ние сакаме после исцрпена дебата да ги презимаме чекорите. За екстерното образование беше исцрпена дебатата. Беа по траума децата, нивните наставници, а со тоа и ние родителите. Јас сум родител на деца кои што полагаа доскоро екстерно тестирање. И апсолутно беше апсолвирано прашањето, верувам дека и нашите политички опоненти кои што ја донесоа ова реформа или мерка, видоа во впечатокот дека не ги даде резултатите, барем не онака, паралелно споредено со траумата која што ја наметна како цел проект. Екстерното тестирање испрати пред се пораки на страв, на траума кај децата, пренесена кај своите родители и страв кај наставниците да не бидат казнити, а после тоа избркани од работа. Моментот преку стравот и траумите не го унапредува квалитетот на образовниот процес. Наша цел е да ги користиме и другите меѓународно познати методи, како што е наградување, стимулирање, поттикнување, без казнување, за да можеме да го проверуваме знаењето кај учениците кои што имаат намера да напредуваат и на крајот да се борат на меѓународниот пазар на образованието, согласно тоа што го имаат стекнато во Македонија, барем да биде приближно или еднакво на нивото на земјите кои што членуваат во организации каде што ние сакаме да бидеме членки, како што е на пример Европската унија. Ние најавивме укинување на овој вториот проект во средното образование и ќе отвориме дебата. Кога е спроведен Кембридж проектот, е спроведен од 3-4 години на децата во Англија со целосна подготовка, по пат на дебата, вклученост на родители и на деца, созревање на моделот и по полека пуштање во негова употреба. Ние го наметнавме, буквално го посавме во образованието и тоа ги шокираше сите. И траумите се присутни, ние не може да избегаме од нив. Самиот модел некаде дал резултати, некаде не е компатибилен со досегашниот образовен процес. Ние не ги укинавме досегашните програми, на постојните програми само ја наметнавме оваа Кембридж програма, која што постои. Затоа треба да отвориме овде дебатата, за да бидеме на чисто. Искрена е намерата да го напредиме квалитетот на образованието, да го фокусираме да продуцира кадри подготвени за пазарот на трудот, тоа со завршено средно образование, или квалитетно подготвени за високото образование, која што исто така треба да подготвува кадри на пазарот на трудот.
ако сме искрени во намерата дека треба наставникот да пренесе максимално знаење на ученикот, а ученикот да биде дотолку подготвен за да биде компетитивно на исто ниво со ученикот од една Белгија, од една Холандија, од една Швајцарија, од една Германија, тогаш треба да ги отвориме дебатите внатре и да ги слушнеме чинителите внатре, пред се наставниците, родителите и децата, што тоа коментират, за да ги следиме реформските процеси. Имате ли веќе некакви алтернативни мерки за подобрување на квалитетот во образованието, бидејќи се надевам не сакате да оставите впечаток дека само ги укинувате постоечките реформи? Значи, ние веќе најавивме модели пред се од скандинавските земји, кои што ги воочивме како лесно применливи овде и многу компатибилни со сегашните програми. И тоа е во духот на прецизирање, намалување на вкупниот број на предмети, каде што децата ќе учат тоа што ќе им треба. Има еден куп предмети кои што беа воведени заради тоа што некој мислел дека тоа така требало, без да се отвори дебата. И денеска имаме деца од трето оделение со по 6, по 7 часа. Јас имав 3 и 4 часа. Мислам дека во тие мои генерации продуциравме кадар кој што беше приближно или исто ниво со модерните или западните европски земји. Денеска, по сите мерења, квалитетот на нашето образование е неколку скалела подолу. Исправени вака, мораме да работиме во тој правец. Моделот од Данска, од Финска е лесно применлив во Македонија, но тоа засега го мислиме само ние, социјалдемократите. Тоа не е доволно. Ние треба тоа да го отвориме по пат на дебата, да ги кажат многу постручните луѓе, тоа е во образовниот процес, кој што го поминале векот овде, дали е тоа навистина исправно, дали ќе продуцира квалитетно образование, кое што ќе го вреднува на крајот стопанственикот, кој што го прима на работа вака завршениот образовен профил, за да му се најде во работата. Односно, пазарот да го мери неговото знаење или, ако се запише на било кој факултет надвор од државата, во другите земји, да биде на исто ниво со неговите врсници, кои што доаѓаат од средно образование од западните земји. Целта е дебата. Да слушаме повеќе од тие што знаат, но истовремено да следиме модели кои што се лесно применливи во Република Македонија. Дамјановска. Ти благодарам, Столе. Повторно за екстерното, но во контекст на уште една одлука која што претениците ја донесува во ист момент кога се повлече екстерното и замина во историјата, тоа се однесува на локалните избори, односно продолжување на мандатите на градоначалниците во првата половина на октомври и најверојатно и во тој термин и локални избори. Колку СДСМ и новата коалиција е подготвена да спроведе избори во тој термин? Мене ми е важно Државната изборна комисија да биде подготвена. Тоа значи да продуцира и објави кредибилен избирачки список, да бидат подготвени соодветно со избирачки одбори сите избирачки места, а државните институции да се извршат професионално својата работа. Пред се овде мислам на Министерството за внатрешни работи, кое што треба да осигура сигурност во гласањето, слобода во гласањето, без било какви влијанија и притисоци. Мислам дека локалните избори имат огромна шанса да бидат за пример фер, демократски, покрај кредибилни и регуларни, заради тоа што веројатно еден дел од институциите ќе функционират со исти директори кои што биле сега, некои ќе се сменат, сите заедно ќе споделат некоја одговорност, но локалните избори се избори на личности, каде што партиите се во секундарен план, и сето тоа би требало да овозможи на така важни власти, локалните власти, граѓаните си го кажат она што мислат дека е најдобро за нив и во делот на изборот на градоначалник и во делот на изборот на членовите на локалните совети. Ние фиксиравме и датата, тоа е 15 октомври, иако во законот стои прва половина, обично во пракса така се дефинирало. Драго ми е што и сега и овој пат одлучивме со консензус сите политички партии. Мојата политичка партија која што ја водам сега има поинаква улога. Ние сме веќе владеачка партија и треба да имаме најголемата одговорност покрај другите политички партии кои што учествуваат во самиот процес, но едно знам, дека сите сме убедени дека повеќе никогаш нема да го доведеме во прашање тој критериум што ни го наметнуваа регуларни и кредибилни избори. Од она што е наша тенденција кон Европската унија, но и потреба на граѓаните, е да ги решиме сите оние укажувања покрај реформите. Европската унија даде условена препорака која што беше со прв услов регуларни и кредибилни избори. Да не ни падне на памет да го доведеме под прашање токму пак изборниот процес кој што предстои пред нас. Јас верувам во професионалноста на јавната администрација. Верувам дека и многу луѓе кои што се примени по пат на партија, тие барале начин како да дојдат до работно место.
Еве практикувам веќе власт неколку денови, постојано внатре длабоко во институциите испраќаме позитивни пораки дека бараме ефикасност, ефективност и професионалност. Сакаме да веруваме во стручноста на секој човек, да му се даде шанса да придонесе во овој значаен период, кој што е период на реформи, толку значајни за Македонија и за граѓаните. Секако никој не треба да стравува за своето работно место, посебно ќе го заедни, ќе добија сите шанси за унапредување, согласно професионализмот, ефикасноста и ефективноста во работењето, а секој оној кој што има намера да седи дома и да прима плата, да знае дека најверојатно ќе го изгуби своето работно место. Тоа ќе го правиме на многу евидентен, транспарентен начин и ова го кажувам за да ги охрабрам сите вработени во јавната администрација кои што ќе бидат дел од избирачки одбори, дел ќе бидат од службени лица во полицијата или во други институции кои што треба да го осигурат избирачкиот процес да биде слободен, фер и демократски. Вашиот политички опонент бара заедно со локалните да има парламентарни избори. Можно е тоа да го видиме во октомври? Не. Тоа беше возможно ако не беше возможно да се формира парламентарно мнозинство. Парламентарното мнозинство е формирано од поодамна, тоа постои и треба да добие шанс. Парламентарни избори треба да предизвикаме секогаш кога гледаме дека не одат работите, не е стабилно парламентарното мнозинство, оти во таков случај тоа ги кочи и процесите. Добро, ви имате скромно парламентарно мнозинство. Парламентарно мнозинство од 62 пратеници, кое што има цело право да калкулира со инклузивен процес и на малцинството во парламентот. Мислам на она што значи опозиција во парламентот. Без разлика дали доаѓа од ВМРО, ДПМН, од БЕСА или од ДПА, кои што се внатре, ние направивме веќе први чекори. Дадовме 5 комисии да бидат застапени во мнозинство во комисиите од пратениците од малцинството, односно од опозицијата. И тоа е еден инклузивен процес за да сите внатре се вградиме и еден со друг си бидеме коректив во функција и во интерес на граѓаните. Јас и побарав поддршка. Не се либев директно во парламентот да побарам поддршка за одредени процеси. Впрочем, знам дека за дел од реформите ќе ми требат 2/3 да ги донесем и мене и на Република Македонија. Но никој од нас не е против независно судство. И ќе дојде моментот кога ќе треба да и кажеме своите ставови. Никола Груевски 2006 година при формирањето на првата влада имаше, ако не се лажем, 65 пратеници позади себе. Јас верувам дека со дебатата, со инклузивноста во процесот, со отчетноста на владата, со коректноста кон парламентот кој што не бира и може да не разреши, ќе поттикнам гласови и од опозицијата за одредени прашања. Сакам да видам и гласови против од мнозинството за одредени прашања. Тоа е демократија по пат на уверување дека сите стоиме конечно за интересот на граѓаните. Благодарам. Билјана Василева, Трендафилова, ваш ред. Господине Заев, тврдите дека ќе изградите едно општество за сите, без поделба на луѓето на наши и ваши. Велите ќе има еднаков третман и за медиумите. Сепак неодамна, вие дел од медиумите ги прогласивте за ваши непријатели. 15 месеци ја бойкотирате телевизија Нова, иако нашиот медиум испраќа уредни покани за гостување на ваши представници. Зошто не игнорирате? Не се работи за игнорирање, се работи многу често и за недоразбирање или откажување во последен момент. Кире Наумов беше присутен и доаѓа и уште неколку други луѓе. Точно е дека не сме биле секој пат застапени како што сме прифаќале покани од другите медиуми. Се надевам дека тоа во иднина ќе се коригира. Ние не бегаме од медиумите, сакаме да бидеме присутни заради тоа што политичарот има шанса повеќе да даде објаснување, макар од еден медиум повеќе со негова застапеност. Не бегаме од дебати, нема што да криеме и веројатно се работи за наши грешки во делот на менеджментот. Тоа е Центарот за комуникации на Социјалдемократскиот сојуз кој што менаџираше со кадрите кои што сакавме секогаш да ги испратиме, дел биле кај вас, но знам дека имаше и причина да во одреден момент во последен момент се откажат гости, не можевме да ги осогласиме ставовите, немавме исто ниво на компаративност, например, генерален секретар ако треба да пуштиме, пуштеа некој од пониското ниво на нашиот политички опонент и имаше и такви причини. Еве, да прифатам дел и наша вина, верувам дека во иднина тоа ќе се искоригира. Кире Наумов и Оливер Спасовски беа исклучок, а не практика, сепак 15 месеци стои отворена поканата и за вас како опозицијски лидер, но еве отворена покана и за вас од премиерското место. Се надевам дека ова ваше јавно ветување дека ваши представници и вие лично ќе дојдете во телевизија Нова ќе го сметаме за обврзувачко и нема да се чувствуваме како да сме игнорирани, бидејќи вие рековте во вашата предизборна програма одека имате еднаков третман за медиумите без оглед дали се тие критички кон власта или пристрасни.
Еве јавно потврдувам, прифаќам покана, заедно Центарот за комуникација кој што работи околу мене и вашите уредници и сите кои што ги организирате емисиите, се надевам дека во брзо време ќе согласиме терминот кога да бидам гостин на вашата телевизија. Продолжуваме. Чашуле, повели. Благодарам. Ќе се надоврзам јас на Жани на поактуелно прашање. Мислам дека прв пат во историја на Македонија политичар да дојде на местото премиер со се уште отворен судски процес кој се води против вас, одлука за аболиција. Првата работа што изјавивте, може би грешам, вечерта од кога бевте избран, уште не бевте ни влезени во владата, беше да го повикавте обвинителот Зврлевски да поднесе оставка, најавивте комплетно рекомпонирање на судството. Денеска еве владата и побара оставка или да го смени обвинителот. Нели сметате дека е малку паѓа до вербата тука е неетички да се првите чекори што ќе ги превземете, како да сакате да трнете нешто товар кој го носите вие? Апсолутно не. Секогаш бев присутен на судските процеси, освен кога навистина имаше неопходна потреба како прво опозицијата да направам средба со високи представници или слично. Јас на транспарентен начин ќе продолжам тоа да го правам, секогаш давајќи изјаве за деталите од самиот процес и секако ако се докаже одредена вина против мене, се знае, се заминува од функцијата и нема дилеми. Една од најзначајните реформи е реформата во правосудството. Сите меѓународни извештаи потврдија колку е уништена правната држава во Македонија. Ако немате независно судство, извршната власт забегува до крајност. Првиот процес кој што го отпочнуваме токму е тој. Зошто? Заради тоа што има најнеопходно време на свое траење додека се прават реформите заради транспарентноста и вградување на самата независност. Не е нелогично тој што е прв представник на органот, кој што предлага и избира од прилика, го побара тоа јавно, транспарентно на начин, заради тоа што лично и мои ставови и ставови на владеачкото мнозинство во државата дека еден од поголемите виновници зошто се изгуби независноста на правосудството во Македонија е токму државниот јавен обвинител. Тоа времето секако ќе го покаже во процесите кои што доаѓаат. Верувам дека она кој што оставило кај вас печаток, веројатно и кај други луѓе, дека не е баш соодветно тоа што го правиме, може само времето да го докаже во нашата посветеност, убеденост дека ќе овозможиме услови за независно правосудство во Македонија. Секако тие се први чекори, но многу е логично. Секоја влада прво имала право по закон и по устав да предложи јавен обвинител. Јас го најавувам како експертско решение. Немам амбиции и претензии да биде некој од правниот совет на СДСМ, некој близок до Заев, до Радмила, до Оливер или до било кој. Сакам експертско решение кое што дефинитивно со својата независност ќе се наметне во општеството, да пркуси на секакви влијанија, да биде транспарентен и да коментира се што треба да биде коментирано од негова страна и да биде повикан за да го коментира тоа, за да оставиме впечаток, заради тоа што реформите во правосудството нема да се случат само и со личности, нема да се случат ниту само со закони. Мора да се случат и со однесувањето на политичарите, и со истакнатата совесност на медиумите во делот на исправување на сите овие одговорни личности пред граѓаните. Процесите пред нас се толку сериозни, верувам пред се и над се заради граѓаните, но секако и за интегративните процеси за Република Македонија. Да се надобрзам, значи на истото прашање, тогаш зашто во изборот на обвинител, мислам во кампања рековте дека треба да биде, тогаш бевте опозиција, дека треба да биде по предлог на опозиција, заради тоа што тој треба да биде, во што го зборите, контролор на политичарите и на власт, да нема одложување на судски процеси, да не се појавуваат, да си ја заврши работата. Размислувате ли во таа нас? Ветувањето беше на втората година од почетокот на мандатот на новата влада, местото ќе го пропуштиме на предлог на опозицијата. И затоа тргнуваме сега со експертско решение, не со наше решение, кое што е блиско до СДСМ. Еве вака да кажам. Што е разликата, извинете, не разбирам, во тие 2 години? Што е разликата? Зашто тоа решение не би било сега? Реформите. Обвинителот е неопходно поврзан со судството. Тој таму застапува страна, а треба да создадеме и независно судство покрај независно обвинителство. Независното обвинителство покрај тоа што треба да биде експертски водено, оти тогаш ќе биде опозиционо, нема да биде независно.
Делот од Добро, не реформите мислев јас политичар, се мислев сепак експерт, да биде контролор на тоа што го баравте уствари вие додека бевте во опозиција, тој човек да биде контролор на тоа што вие го работите. Нема Така и дилема. беше ветувањето ваше. Обвинителот по закон е контролор на извршната власт. Зошто? Еве 11 години. Дали можете да кажете која е таа истрага против еден министер, против премиер, против заменик министер, државен секретар, голем директор од големите државни институции, агенции или слично, што е отворена од државното обвинителство истрага или паднал јавно обвинителен акт за 11 години. Контролната улога на јавното обвинителство е да се бори против криминалот и корупцијата. Секако, најголема е веројатноста тоа да се случува таму кај што има најмногу пари, а тоа е буџетот на Република Македонија и оној што управува со буџетот. Тоа не се случило. Експертската поставеност ќе значи комплетно фокусирање на државното јавно обвинителство кон гонење на криминалот и секако со најголема веројатност кон извршната власт, заради тоа што таа е таа која што во име и за сметка на граѓаните троши буџетски народни пари. И тоа е логичниот дел. Така да експертското решение може би уште сега ќе дојде на предлог на опозицијата. Никој не го ограничува тоа. Нека номинираат кандидат. Нека дебатата и вие медиумите, новинарите, целата критична јавност го оцени како вистинско решение. Јас ќе го мотивирам парламентарното мнозинство во изборот да го направи тоа. Ама нека биде експертско решение. Ние викавме на предлог на опозицијата. Еви опозицијата има шанси да предложи, како што има шанси да предложат факултетите, обвинителството, специјалното јавно обвинителство, адвокатската фела, не знам, сите кои што може да бидат активни чинители во овој процес. А ако бидеме паметни, мудри и одговорни во потезите, еве шанса на опозицијата да даде предлог за експертско решение, не заев да верува дека е експертско. Дебатата да го изведе на површина дека е навистина тоа или приближно на тоа што и треба на Македонија. Мишко Иванов, 24 вести. Благодарам. Фино изгледа вака кога новинари од повеќе медиуми ќе се соберат и ќе поставуваат прашања, иако за волја на вистината изминатиот период сликата беше малку поразлична. Голем дел од присутните овде доаѓаат од медиуми кои практично слугуваа на претходната владеачка гарнитура. Правам увертира за прашање во кој што ќе биде поврзано на некој начин со медиумите, конкретно со онаа реформа во јавниот сервис, каде што ние во моментот се наоѓаме. Особено што многумина овде се свесни дека јавниот сервис, што то направи или не направи јавниот сервис изминатиот период, еве тргнувајќи од игнорирањето на станите во црниот понеделник во собранието со носењето на буџетот, па дури и она бледо известување од она што се случуваше на крававиот четврток. Дали ова појавување овде значи дека сте подготвени за вистинска реформа во МРТВ или јавниот сервис само ќе доживее промена на стопанот? Истовремено, ова е еден субјект многу значаен за Македонија, посебно заради тоа што е и медиум, во државна собственост, 100%, заслужува да има експертска поставеност. Немаме и овде аспирации да пуштиме партиски луѓе или луѓе блиски до партијата, кои што би ја промениле само страната од политиката во односот на овој значаен медиум. Ние најавивме многу реформи, една од реформите е реформите во медиумскиот простор во државата. Знам дека дел од тие реформи зависат од закони, но еден значаен дел зависи од однесувањето на политичарите и сите други мокни фигури во општеството, но најповеќе политичарите. Дебатиравме и во Пржино за овој дел и верувам таа дебата ќе продолжи. Дури се испорача од страна на тогашната опозиција, од наша страна едно законско решение кое што дојде на предлог на Сдруженијето на новинарите на Македонија, на другите здруженија не го прифаќаа како закон. Нашата намера е да имаме некоја стартна поидовна основа. Таму во тоа решение и поставеноста на македонската радиотелевизија од финансиска независност до лидерска независност или директорска, уредничка или слично. Дебатата треба да даде дефинитивни патокази на она што значи законско решение кон севкупната медиумска заедница во државата, а вклучително и според мене за најзначајниот медиум во Македонија, македонската радиотелевизија. Зошто најзначајниот почит према сите медиуми, сепак на крајот на ден тоа е нашиот заеднички медиум. Тоа е македонската радиотелевизија.
Јас сакам, навистина, македонската радио телевизија да ја видиме во ударните вести како ја критикува власт за она што сгрешила, не била добра или слично, или да ги потврди добрите политики. Сакам да испраќа сигнали на независност и преку своите први луѓе, и во делот на уредничкиот тим, и во делот на менаджментот. За да таа независност, која што од самиот старт треба да се покаже, треба само и да се надоградува. Она кое што сакам да го знаете вие, новинарите, медиумските работници, сите, дека моето чувство е дека оваа политичка криза извади на површина такви констатации кои што и се од огромна помош на Македонија во функција на реформите, меѓу другото и на реформата во медиумите. Јас не смеам сега ни да помислам, ниту јас, ниту мојот политички тим, кој што е пенетриран во владата, натре, да прави исто што нашите претходници го правеле. Значи да троши огромни буџетски пари, буквално тоа да го прави на нетранспарентен и на неправичен, нееднаков начин према медиумите. Треба тоа на крај памет да не ни падне. Истовремено апелирам донесувачите на легислативата, кои што треба да бидат пред се медиумските работници, овде зборувам за уредници, новинари, собственици на медиум или слично, да го дадат тој пондер на мотивирање дополнително од она што значи јавен ресурс за медиумите, за критички настроениот медиум. Ако е критички настроен кон извршната власт, која што треба да е отчетна и одговорна, кон граѓаните да добие 1% повеќе, пример, со пондерирана вредност повеќе пари, за да стимулираме критичен однос кон извршната власт. Власта исто така добива таа работа. Ако некој е критички настроен, таа може да биде само поодговорна, потранспарентна, поотчетна и секако посериозна и повнимателна во своите политики. Конечна цел во медиумите сакам да имаме состојба во која што сите ќе се борат рамноправно на пазарот, квалитетот ќе доминира, никој нема да има протекции кај мокните позиции во државата, тоа е најчесто извршната власт или законодавната власт, а македонската радиотелевизија ќе биде финансирана од државниот буџет со стабилен дискурс, комплетно да не зависи од финансиските средства во креацијата на своите перспективи, да ги употреби своите механизми, каде што директно ќе има и едукативни содржини уште повеќе од тоа што и досега го има, и од делот на образованието, и од делот на културата, од својата регионална поставеност, да ги извлече сите убавини на Македонија и сите потреби на Македонија од тој дел. И кога зборуваме за укинувањето на радиодифузната такса, тоа значи дека го менуваме начинот на финансирање на националниот сервис. Граѓаните нема да плаќаат за македонската радиотелевизија. Секако тие на крајот на денот пак плаќаат преку даноците, но буџетот ќе го обезбеди финансирањето на македонската радиотелевизија. Јас сега ќе ја прашам за радиодифузната такса, чувствувам потреба да реагирам на констатациите на Мишко, затоа што сум домаќин и представник на МТВ. Значи, за 24 декември се оградувам, затоа што ја не бев дел од македонската телевизија, но добро, вие зборувавте за информирањето на јавниот сервис, но за сега за во собранието настанете во рамките на можностите согласно програмската шема на македонската телевизија, ние известувавме професионално и објективно. Сега дебатата да сведеме, сакам да реагирам. А што се однесува до радиодифузната такса и укинувањето, вие најавите дека ќе водите нов начин на финансирање. Со оглед на тоа што најавите дека ребалансот на буџетот ќе го правите во септември месец, како планирате да го компензирате тој период ако сега скоро ја укинете радиодифузната такса во наредните неколку месеци? Може ли да се случи вработените да останат овдека без плата? Денеска еден новинар ми постави директно прашање: господин Заев, дали денеска на влада дискутиравте за радиодифузната такса и дали може би ја укинавте? Не. Радиодифузната такса дел од мерките од пакетот на реформи во медиумите. Ние не можеме ни да помислиме да се дозволиме денеска да ја укинеме, а финансирањето да биде од 1 јануари 2018 новиот буџет, например. Тоа не дозволило. Македонската радиотелевизија имаме намера да има стабилно финансирање, кое што независно ќе знае, меѓу 1 и 5 во месецот парите ќе легнат. Кој сака нека е министер за финансии, кој сака нека е премиер во државата. Како што Зоран Заев, како градоначалник на Струмица, меѓу 1 и 5 ДДВ-то, што следува на општина Струмица, си го добиваше по закон.
Оврска е. Трезорот го исплаќа меѓу први и пети и нема дилеми. Тоа ќе значи една независност и стабилност. Нема да зависи ни од Драган Тевдовски, ни од Зоран Заев, како што некогаш можеби зависело, или не порано како што беа Зоран Ставровски и Никола Груевски, да направам паралели. Законска независност комплетно преку буџетско финансирање кое што и следува на Македонската радиотелевизија. Јас се надевам дека дебатата ќе го дефинира дури и лимитот. Некој зборува дека 15 милиони евра е доволно, некој вика 20 треба за да има развојни компоненти. Веројатно менаџерскиот тим ги знае најдобро работите, луѓето искусни овде, вашите колеги новинари, да ги кажат сите потребни компоненти во проекцијата на буџетската проекција која што треба да биде составен дел на тие реформи и на законските решенија кои што следуваат. Впрочем, законот кој што го поднесовме во собранието беше предложен од Сдруженијето на новинари на Македонија. Ние се согласувавме како опозиција тогаш со тој закон, не помина законот, но во самиот закон, покрај другите реформи како експертски тела во агенцијата за визуелно медиумски услуги, Македонската радиотелевизија е вградена во истото такво законско решение со фиксен дел на буџетски средства, ако не се лажам, од 16,5 милиони евра, ако не се лажам. Но намерата која е? Да отвориме дебатата. Да слушнеме од практичарите, тие што функционираат во делот на МРТВ, од МРТВ, но со коректив и од другите медиуми. Целта, ако дадеме пари од буџет, МРТВ да не задира во колачот на реклами на приватниот сектор во медиумскиот простор, да ги оставиме рекламите од приватниот сектор на сите со национална концесија, кабелска концесија, регионална, локална, како дат сите концесии. Целта е буквално националниот сервис да си биде под капата на државата и да се оди во тој сегмент. А за таа сметка новата влада не да продуцира спотови на Македонската радиотелевизија, туку да ја користи само во форма на соопштение, она што значи информација од јавен карактер, која што ќе биде значајна за граѓаните. Дебатата е суштествена и може да продолжи. Ако резимираме, таксата продолжува до донесувањето на новото законско решение. Таксата ќе биде присутна како радиодифузна такса се до моментот кога буџетот нема да почне да исплаќа пари кон Македонската радиотелевизија. Благодарам. Мишко, ти останав должен за подпрашање или може да продолжиме? Не, се надевам дека ова вака почне и Груевски со соби на новинари 2006 и 2008, ако не се лажам, се надевам ќе ви остане практика. Јас милувам да доаѓам и сакам да бидам исправен пред прашањата на новинарите и главните уредници на медиумите во Република Македонија. Ако политичарите не одговорат на најупатените луѓе, обично тоа е новинарската фела, тогаш навистина ќе испратиме порака дека се криеме. Го кажувам ова за да остане трага дека од почеток до крајот, додека имам честа и одговорноста да ја водам владата на Република Македонија, стојам целосно на располагање на повикот и на Македонската радиотелевизија во ваков формат, но и на повикот на било кој од медиумите, без разлика дали само со еден новинар, со уредник или со повеќе новинари, стојам целосно на располагање и се надевам дека примерот ќе го следат и другите министри во владата, па дури и другите политички одговорни фигури во општеството. Колега Един. Кога веќе ја начнавме темата за медиумите, би сакал уште малку, ако не е проблем, да се задржиме. Го спомнавте финансирањето на приватните медиумски куќи и финансирањето на МРТВ и спомнавте дека ќе ја тргнете МРТВ од комерцијалните реклами од тој колач. Ако се знае дека најголемите финанси на приватните телевизии кои што се со национална концесија се токму комерцијалните реклами, ако се знае дека вкупниот буџет од тие реклами се дели врз на рейтинзи кои што ги мери една странска компанија со поделени 400 мислам people метри во домакинствата, дали може тука да се зборува за некаква здрава конкуренција помеѓу медиумите, ако се знае дека токму тие пари се делат според рейтингот на кој го прави една странска компанија и може ли тука да станува збор за вид на монопол во мерењето на рейтинзите и местење на рейтинзите, бидејќи имаме, барем ние кои што имаме пристап до разните мерења, имаме неприродни ситуации каде што би го спомнал финалето во Ракомет Лига шампиони, кој што беше малку погледан, да кажеме, од една друга национална телевизија која што во тој момент имаше
емитуваше, да кажеме, турска серија. На кој начин, дали ќе се формира некакво тело или некаква агенција која што ќе ги ревидира тие мерења кои што ги врши таа странска компанија? Извинам, во контекст на ова може ли да додадам дека неприродно, еве за Канал 5 ќе говорам, се бројките, да кажеме, денеска кога сите ние телевизиите имавме отворени студија каде ја пренесувавме прославата на ракометарите и врвот во Европа на Вардар. На дел од периодот од денот во тоа емитување беше замрзната сликата од страна на еден кабелски оператор. И исто за споредба можам да го спомнам фактот кој што се случи на 27 април, случувањата во и надвор од Собранието, каде што неколку часови повторно еве програмата во живо на Канал 5 беше смрзната од страна на истиот тој оператор. Како може или која институција може да ги гарантира овие бројки и рейтинзи кои што нели во голема мера зависи работењето на сите наши приватни телевизиски куќи? Важно прашање, многу често го исправувале и уредници, многу често дури и газди на медиуми или косопственици на медиуми, но многу често и новинарите, заради тоа што не веруваат на рейтинг листите кои што се официјално публикуваат, а знаете дека менеджментите на компаниите прво се водат од тие рейтинг листи каде да ги пласират своите реклами. Првата работа која што треба да се направи е агенцијата, верувам, за аудио-визуелни и визуелно-медиумски услуги да има експертска поставеност. Доверлив совет, комплетен, кој што истовремено во соработка со сите медиуми ќе избере агенција за мерење на рейтинзите на која што сите ќе веруваат. Ако тоа се чекорите по кои што ќе се движиме, тогаш можеме да кажеме дека ќе биде фер борбата на квалитет продукција од самите медиуми, а согласно тоа и привлечување на финансиски приливи преку реклами на самите медиуми. Тоа мораме да го исправиме. Истовремено покрајава му агенцијата за медиуми, ако не се лажам, има сериозна улога на контрола на кабелските оператори. И тоа мора да се завршува својата улога и да има соодветни казни за вакви замрзнувања во одредени круцијални моменти, каде што некој го ствара просекот на својата гледаност, зошто можеби заради својата храброст на новинарот, можеби заради својата инвентивност на новинарот или слично, и на крајот зависите од некој друг и покрај храброста не може да го пласирате тоа што треба да го дикне рейтингот или гледаноста на самиот медиум кој што тоа го прави. Така да, ако одиме во транспарентни процеси, кои што ќе значат поставување на здрави основи, прво експертски решенија, вториот дел е верба во изборите што треба да ги прават, како што е изборот на агенција или куќа, која што ќе ги мери низ people метрите, рейтинзите на телевизиите. Ако тоа го постигнеме, тогаш можеме да кажеме дека е создаден основ за здрава конкуренција. Секако тука има важна улога и промената на односот на владата кон медиумите. Тоа значи дека владата, ако има основ да објави макар оглас некаде, заради законска обврска или слично, тоа мора да го направи на најтранспарентен начин. Согласно јасно дефинирани процедури, каде што секој ќе знае зошто е објавен таму тој оглас или слично. Јас се надевам дека многу брзо ќе дојде тоа да се прави само преку македонската радиотелевизија. Да државата дури не треба и по вакви законски обврски да плаќа на другите медиуми, и истовремено да не и падне на памет да троши по 5, по 7, по 2, по 3 милиони евра само за еден медиум, заради тоа што тогаш не можете да очекувате здрав надпревар, здрава конкуренција од другите медиуми, односно државата за некој е мајка, за некој е маќа. Тоа мора да биде максимално транспарентно отворено. Ние ветивме и отворени буџети, каде што буквално ќе се гледа секое трошење на пари, од државниот буџет и од буџетите на општините, од буџетите на јавните предпријатија, агенциите, и тоа е начинот на кој што можеме сите да допринесеме кон здрав медиумски простор. Ако имаме здрав медиумски простор, тоа е совеста на општеството. Ако имаме совестен медиумски простор, јас сум убеден дека тоа е од огромна помош на Македонија од неколку аспекти. И во делот на отчетност, и во делот на одговорност, и во делот на стравот на политичарите или мокните фигури во општеството, и во делот на корективите на оние работи што не чинат, или па стимулирање на сите оние работи кои што чинат.
Може ли едно подпрашање исто на темава, околу медиумите? Повелете Кусо, Бевте само да голем му давам противник- збор на колегата. Бевте голем Бенјамин. противник на огласувањето на претходната влада во медиумите. Значи ли ова ваше наговестување дека и оваа влада ќе се огласува во медиумите, односно дека ќе има владини кампањи, популарно наречени владини кампањи, кои беа стопирани повеќе од 2 години? Ќе има огласи на владата само преку соопштение на Македонската радио и телевизија. Значи, зошто? Заради тоа што дел од политиките мора да имат импакт врз целните групи. Пример, ранливите категории на граѓани или граѓаните со посебни потреби или децата со посебни потреби треба да знаат ако има некоја позитивна мерка за сите нив и да бидат соодветно информирани, да ги користат бенефиците од таа мерка. Тоа би го направиле преку соопштение на Македонската радио и телевизија, каде што државата и така од буџетот финансира пари, а ќе исполни својата улога да самата мерка стигне до граѓаните. Владени кампањи од типот како што ги гледавме пред 2 години, година и пол или колку беа од страна на ВМРО ДПМН, повеќе нема да има во Македонија. Бенјамин Арифи, тебе шења повели. Јас малку за надворешната политика. Господин Заев, се приметува енергичноста на новата влада за решавање на спорот со името. Нема дилеми дека тоа е најважен приоритет за деблокирање на евроинтеграцијскиот процес, секако со почит кон чувствата и на сограѓаните македонци. Меѓутоа има и една група граѓани албанци на кои што им е многу важно им се многу важни и соседските односи со другите соседи, пример Албанија и Косово. Вие имавте една изјава пред неколку недели за еден српски медиум каде што изјавувате за српските цркви во Косово, дека тоа се срцето на Србија и дека Македонија треба да го преиспита својот глас за влезот на Косово во УНЕСКО. Дали играте симултанка со албанците, различни изјави во Скопје, различни во Белград, и која е визијата на СДСМ за соседските односи со Албанија и Косово? Едно 7-8 многу важни теми отворивте. Во надорешната политика, европските интеграции, НАТО интеграциите, ќе се обидам да бидам прецизен. Коментарот дека тоа е срцето на Србија го кажав дека србите го коментираат многу често тоа од аспект дека таму е нивната историја, црквите или слично. Македонија не сме во вакви односи кога се одлучува, например, за влегување во УНЕСКО и заштита под УНЕСКО на објектите во Косово да заземе страна, посебно кога се работи за два соседи. Зошто? Не зависи таа работа од Македонија. И Македонија треба во вакви околности да остане неутрална. Јас се критикував нашата влада заради тоа што зазема страна во ваквиот процес. Не требаше тоа да направи. Јас верувам дека и пријателско Косово и пријателска Србија ќе не разберат. Зошто? И така не зависи работата само од Македонија. Дипломатски е исправно да остане неутрална. И тоа е токму во функција на второто подпрашање. Ние мораме да негуваме токму баш со сите, а не со сите минус 1. Со сите 5 наши соседи мораме да генерираме и да надоградуваме и се повеќе да расте таа добрососедска политика која што имаме. Зошто? Првите наши пазари се околу нас. Првите бенефиции економски кои што ги почувствуваат граѓаните се околу нас, со соседите. Најевтин транспорт е околу нас, со соседите. Имаме заедничка историја сите на овој Балкан. Сето тоа треба да придонесе да не сближи и да ги користиме бенефитите, помагајќи се еден со друг, сите. И верувам дека тоа е чувство и потреба на граѓаните. Ние политичарите само треба да не го нарушиме и да го надоградуваме. Како што видовте, во целиот овој период, Македонија ги наруши генерално со сите своји 5 соседи соработките. Или не беа на тоа ниво на кое што сите ние граѓаните очекувавме. Еве, јас сум може опозиција бил долго време, сум имал опозиционо размислување. Но впечаток е на сите, вклучително и на Европска унија, дека Македонија ги наруши своите односи со соседите. И не може сите да се виновни околу нас, а ние да сме китка за мирисање. Значи, нешто било проблематично. Ние како опозиција тогашна го воочивме тоа дека доаѓа од моментумите на провокација. Пред се преку спомениците, имињата поврзани со историски личности или слично, кога знаеме дека целиот Балкан споделува една заедничка историја, барем во најголем дел од историјата. Секако сите ние си имаме наша посебна историја, која што не прави различна од другите земји, но еден дел е заедничка историја.
Јас можам само да кажам дека завршува времето на споменици, на именување на автопати, аеродроми, спортски сали или не знам какви стадиони со историски имиња. Не. Ке генерираме политика на заедничка европска иднина. Историјата ќе не спојува заради тоа што ни е заедничка. И нема да се срамуваме од таа работа да кажеме дека споделуваме заедничка историја со овој сосед, со другиот, со третиот, со петиот, со било кој. Заради тоа што тоа се вредностите на Европа. Нашите граѓани 75% ни викат, местото ни е во Европска унија. Од тој аспект треба да го искористиме целиот позитивен амбиент кој што постои во Македонија. Ја користам приликата преку вакво прашање да информирам дека се дефинирани многу прецизни агенди на патот кон Европската унија и НАТО. И при тоа уште еднаш да повторам. Прашањето околу името ќе го водиме на еден транспарентен начин, со вклучена опозиција внатре, одлуките ќе се носат заедно со опозицијата и ќе бидат конечни на референдум. Но не за да ги блокираме процесите, за да го најдеме решението на проблемот. Грција е нашиот јужен сосед, тие можат уште 200 години вака да живеат со блокирана Република Македонија преку ветото. Ние буквално тониме преку видливи аспекти како што е миграции, пред се на младите луѓе, намалување на вкупниот број на инвестиции во државата, губење на надежност и перспективите и оптимизмот на секаде. Затоа целата агенда за мене значи инклузивен процес со можност за изнаоѓање на решение на проблемот. Јас се надевам, искрено се надевам, транспарентно зборувам, дека ќе создадеме до толку позитивен амбиент, да нашиот јужен сосед, пријателска Грција, не разбере и ни помогне. Да го ослободи ветото од НАТО и Македонија стане членка на НАТО под ова привремена референца што ја имам. Ке преговараме за името на патот кон Европската унија. Грција може 35 пати да не блокира на секое поглави. И вклучително и 36-тиот кога ќе се одлучи за полноправно членство. Ако тоа го возможиме и го побараме како земја, како помош од јужниот сосед кој што треба да ни биде испорачен. Но тоа не може да го побарате ако го провоцирате јужниот сосед. Треба да имаме инклузивни политики. Од тој аспект ќе тргнам од генералниот секретар на НАТО, кој што се јави, честиташе на новата влада и најави негова желба во текот на летото да ја посети Македонија. И најавата беше, секако и на моја покана, да ја посети Македонија. Тој вели се надевам дека ќе има можност кога ќе ја посетам Македонија и да соопштам убава информација во Македонија. Јас се надевам дека ќе му дадеме ние многу причини да тој тоа го направи кон Македонија. Заради тоа што просторот остана бришен и пополека пенетрираше истокот овде на просторот. И затоа се губи дури интересот на граѓаните заради разочараност од долгото чекање пред вратите на НАТО или пред вратите на отпочнување на преговори со Европската унија. Имаме наклоност на Вашингтон и на Брисел и заради геополитички и нивни интереси, треба да ги искористиме, зошто не, но секако и заради интересите на граѓаните. На 12-ти врвот на владата, јас, министерот за надворешни, министерот за евроинтеграција и неколку советници, одиме во посета на Брисел, кај комесарот Хан, се надеваме и на неколку други состаноци, како што е со Јункер, со Туск, со Могерини. Овде очекуваме да ги договориме првите чекори во делот на реформскиот процес, кои што треба да бидат направени, за да исчекориме кон добивање датум за преговори. За да исчекориме кон добивање датум за преговори, мораме успат да ја тргнеме таа условената препорака. Од Македонија нема веќе чиста препорака, има условена. Првиот услов беше кредибилни и регуларни избори, фала Богу се заврши. Вториот услов беше реформи. Реформите ако почнат и дадат свој резултат, а верувам дека во брзо време не може правосудството да даде резултат, но медиумите можат. Не знам, дел од јавната администрација може. Народниот правобранител веројатно може. Заедно ќе дефинираме тие први чекори за да види Брисел дека Македонија тргна успешно кон реформите и да ја тргне ова условеност. Веднаш на 20 и на 21, чекам само финална потврда од Софија, генерално е договорена, владата со неколку министри ќе ја посети Софија. Имам очекување дека премиерот на соседна Бугарија, господинот Борисов, ќе објави агенда на идното председателство на Бугарија со Европската унија, кој што почнува на 1 јануари. Еден од главните приоритети на новото председателство на Европската унија, предводено од Бугарија, ќе биде датум за преговори на Македонија. Тоа е уште една охрабрувачка порака, која што треба да стигне овде, но сето тоа
е од нашите пријатели од надвор. Европската унија, Вашингтон, не знам, Бугарија, се надевам ќе има вакви пораки од Грција, ќе има пораки од другите соседи. Зошто ги спомнувам Бугарија и Грција посебно? Заради тоа што тие се членки на Европската унија. Ама сето тоа ќе биде без конечност, односно безцелно, ако ние не им дадеме причини на тие што сакат да и помогнат на Македонија, а тоа се пред се европските институции или еве Бугарија со ваков еден исчекор. Реформите мора да течат. Ако реформите бидат успешни, тие ќе имат причини уште повеќе да и помогнат на Македонија. И јас уште еднаш кажувам, ние сме заокружени во една дупка во НАТО аспектот гледано. Романија, Бугарија, Грција, Албанија и Црна Гора се веќе членки на НАТО. И ние останавме овде како нешто заборавено. Верувам дека и геополитички интерес и на НАТО алијансата да ни помогне да се тргне тоа вето со еден пријателски пристап и од страна на Македонија кон Грција, за да можеме да чекориме понатаму. Членство во НАТО не значи веќе само стабилност, безбедност и сигурност. Значи економија, значи работни места, значи дигање на платите и слично. Правиме мала пауза, па продолжуваме со економијата. Имаме прашање за напорешната политика. Имате можност.